Здраво ученици! Јас сум Оливера Шиклеска-Грозданова, наставник по информатика. Ова е вашата училница. Ова видео е наменето за ученици од 7 оделение кои по предметот информатика изучуваат темата програмирање преку стандарден структурен јазик и изучуваат програмирање во програмскиот јазик C++. Но видеото може да го користат и ученици, почетници кои што имаат желба да се запознаат и да програмираат во програмскиот јазик C++. Па затоа целите на овој час ќе бидат, на часот ќе се запознаете со процесот на пишување и извршување на програма, ќе креирате едноставни програми и вежби и преку практични примери ќе го примените наученото. Мојата идеја беше преку повеќе практични примери и вежби тоа што ќе ви го покажам и демонстрирам да го примените истовремено веднаш со мене. Значи, кога ќе следите инструкциите и наредбите, запрете го видеото, направете ги командите и повторно продолжете со видеото. Па можеме да започнеме. Доколку немате инсталирано програмска околина за C++, може да ги користите некој од онлайн компајлерите. Ние за ова видео ќе користиме компајлерот CPP Shell, но има и други онлайн компајлери кои што се достапни на интернет. Значи, прво ќе имаме едно програмче, ќе го објасниме. Еве како изгледа нашата прва програма. Значи, имаме еден почетен дел, ќе ги објасниме командите, и главен дел. Почетниот дел на програмата е обично ист за сите, ќе ни биде за сите вежби, а ќе менуваме во главниот дел. Првото наше програмче ќе ни испише на екранот здраво на сите. Кога ќе стартувате онлайн компајлерот, сега ќе покажам, ќе ви се појави едно вакво прозорче. За да ја извршиме програмата, кликаме на Run. Но прво да видиме што се командите пред да го направиме програмчето. Значи, почетниот дел на програмата имаме include и iostream. Include тоа е наредба која ни кажува кажува на компјутерот кои библиотеки сакаме да ги користиме. iostream тоа се наредби кои што овозможуваат комуникација со програмата. Input-output, влез и излез. Втората командна линија, using namespace, тоа е наредба со која што му се кажува дека ќе се користат стандардни имиња за наредбите. Int main е команда која што означува дека тука започнува самата програма. Ова би било добро и да си го запишите. Она што е главниот дел на програмата, бидејќи прво пример програмче, значи имаме една командна линија, имаме команда cout, пишувате знакот два пати помало, наводници здраво на сите. Cout ни е команда за наредба за приказ на екранот. Испишување на текстот на екранот ќе го добиеме текстот здраво на сите. Всушност на екранот се добива се она што ќе го ставиме во наводниците. Заградите, отворена заграда, средна и затворена, се многу моќни делови на C++. Значи го означуваат просторот каде што е нашата програма. Почеток и крај на програмата. Сега е време да го направиме ова програмче, да видиме практично, значи ни треба, одиме во C++ компајлерот. Значи во вашиот омилен браузер пишувате cpp.shell и ви се отвора еден ваков прозорец. На почеток ви дава една пример програма, компајлерот, но вие можете да го селектирате тоа и целосно да го избришите или да направите промена со она што сега сакаме ние да биде нашето прво програмче. Значи, во командните линии, во интерес на времето, јас го внесов претходното програмче што го разгледавме. Значи, одите во прозорецот десно, програмата ни напишена, ево што имаш да повториме, include, со тоа му кажуваме на компјутерот дека во C++ ќе се користи библиотеки од наредби и iostream се наредби кои што ни требаат за комуникација со програмата. Using namespace, рековме дека ќе користиме стандардни имиња за
наредбите, int ми почнува тука програмата и она што сакавме во нашата програма, значи да добијаме приказ на екран, cout беше приказ на екран, да го добијаме текстот здраво на сите. Одиме, кликаме на run, значи програмчето ни е готово, кликаме на run и добиваме, еве во овој дел на екранот, тука го добиваме текстот здраво на сите. Значи, бидејќи cout ни е команда за приказ на екран, се што ќе напишеме во наводниците ќе ни се прикажи. Еве ќе напишеме ова е вашата прва програма. И повторно ќе ја стартуваме, таа значи ќе се компилира и ќе се изврши и ќе добиваме, еве, повторно добивме, ова е вашата прва програма. Значи, ова е многу лесен пример, мислам дека веќе е јасно, дека значи, се што ќе ставиме во наводниците ќе го добиеме на екран. Но дали мора да бидат само да ги користиме наводниците? Ќе се вратиме во нашата презентација. Значи, што ако во главниот дел, еве како многу едноставно, да ги видиме како се користат основните аритметички операции. Што ако ставиме 2 плюс 3? Што ако ставиме било кои два броеви, сакаме да ги собериме, или да ги одземиме, или да ги помножиме, да ги поделиме. За множење го користиме операторот звездичка, за делење коса црта, одземање минус, па тука би, еве да видиме како ќе изгледа тоа во нашето програмче. Значи пишуваме, менуваме сега само во главниот дел. cout 2 плюс 3. Извршуваме, еве го добиваме резултатот. Рековме можеме било кои два броја да ги собериме, повторно стартувам, да ги одземиме, еве резултатот, да ги помножиме, значи компилираме, извршуваме и го добиваме резултатот. Сега, тука можете, оно што ви реков, ви препорачувам да го стопирате видеото, да ја направите вашата прва програма, да ги пробате овие примерчиња што досега ги видовте и вие да ги направите самостојно пред да продолжиме со наредните примери. Овие се едноставни и лесни, мислам дека ќе бидат успешни. Сега ќе продолжиме со, сметам дека, се надевам дека ги направивте вежбите, ќе продолжиме со наредба за внесување на податоци, како што имавме cout наредбата за приказ на податоци, како да внесиме податоци. Наредбата ни е cin или cin, знакот поголемо два пати и пишуваме променлива, значи во која што ќе сместиме вредноста, еве на во примерче 5, ако напишеме cin поголемо по b, ќе сместиме вредноста 4 и така натаму. Значи можеме и вака да го користиме во истиот ред со празно место cin, да ги внесиме вредностите за променливите a и b. Тука само кратко ќе споменеме, да се подсетиме само што се променливи, тоа се можеме да ги означуваме со буква, збор, во кој привремено ќе се чуваат вредности за нивно користење во програмата. Значи, нашите променливи можат да бидат А, Б, број 1, број 2, прв број, збир, производ, П и така натаму. Ќе видиме кои ќе користиме во нашите примери. И за потребите на примерите само ќе кажеме дека ќе користиме резервиран збор int, што значи целобројни вредности, цели броеви, float се однесува за реални броеви, char ни се карактери и string тоа се текстови или текстуален тип на податоци. Еве, ќе направиме едно едноставно програмче за пресметување волумен на коцка со страна А.
Значи, ќе ни треба променлива А. Првите 3 реда не ги менуваме, значи ги научивме include, using namespace и почеток на програмата. Големата заграда е сега она што ни треба. Значи, се пишува типот на променливите, integer, во нашиот случај ќе бидат страната на коцката А и со V ќе означуваме волумен. Сега ни треба командата што ни е нова, cin, знакот 2 пати поголемо и А. Тука ќе внесваме податок за променливата А. Волуменот е формулата ни А на трета, пишуваме А по А по А и на крајот сакаме да добиеме резултатот, да видиме колку е волуменот. Значи ни треба cout, знакот помало и волуменот. Па ајде да видиме како ќе го направиме тоа во што треба да смениме во нашето програмче. Значи, само менуваме во главниот дел. Значи, нашите променливи ќе бидат целобројни. Ни требаше променлива страната А и волуменот. Точка запирка. Значи, тоа е обавезно. Cin, знакот поголемо, ни треба влез за А, ни треба вредност за А. Требаше да се пресмета волуменот А по А по А, точка запирка, и на крајот треба да добиеме резултатот, ни треба вредноста на волуменот В. Значи, ако внесовме се како што треба, стартуваме програмата и тука трепка курсорот, чека да внесиме податок за А. Еве ќе внесам 5, страната А ни е 5 см, волумет ние добивме 5 на трета 125. И повторно да стартуваме за други вредности и така натаму ќе добиеме резултат. Значи, многу едноставно ќе ги пробате. Значи, овие се едноставни примерчиња. Веднаш можеме да направиме промена на еве да видиме и уште едно програмче. Плоштина на правоаголник со страни А и Б, значи главниот дел не менуваме, кои променливи ни требаат, правоаголникот има страна А и Б, треба да ја пресметаме плоштината, значи сега треба да внесиме cin, да внесиме променливата А, cin да внесиме променливата Б, плоштината ни е А по Б на правоаголник и cout добиваме излез резултатот Б. Па ајде да го направиме. Значи, овде менуваме, ни треба променлива А, Б и ни треба сега плоштина П. Cin внесуваме А, cin да внесиме променлива Б, сега плоштината ни е А по Б и треба да добиеме резултат П. Еве, стартуваме. Чека да внесиме вредност за страната, нека биде А3, Б4 и добиваме резултат 12. Значи, повторно да стартуваме и за други вредности. И еве, програмчето ни работи. Значи, но можеме и други сега измени да правиме. За да знаеме што внесуваме, пишуваме cout, можеме да го користиме наводниците, внеси ја страната А, да се види дека да знаеме што бара во моментот програмата. Само ќе додадеме, значи, за да знаеме за што станува збор, внеси ја страната Б, и да знаеме дека ни дава резултат за плоштината, ќе напишеме плоштината на правоаголникот плоштината на правоаголникот
P е еднакво, повторно ги ставаме P. И да стартуваме. Значи внесија страната А, велиме 3, страната Б 4 и добивме плоскината на правоаголникот 12. Ќе се вратиме во презентацијата, значи тоа ни е еве како. И на крај ви советувам повторно да ги поминете сите овие вежби, примерите од видеото, се надевам дека ќе ви бидат од корист и ви посакувам пријатна работа. Благодарам за вниманието.